Синот на пеачката Шер, Илајџа Блу Алман, наводно се предозирал во Јужна Калифорнија овој викенд, доздава TMZ. Извори запознаани со ситуацијата изјавија за TMZ дека синот на Шер и покојниот Грег Алман бил итно префрлен во болница во Џошуа 3, Калифорнија, откако се предозирал рано наутро во саботата. Моментално не е познато каква дрога користел. Се вели дека тој се уште е во болница и добива најдобра можна нега и дека имал голема среќа што преживеал. Извори за TMZ велат дека како и секоја мајка, Шер во моментов е единствено загрижена за здравјето на својот син и прави се што може за да ја обезбеди потребната помош. Илајџа претходно отворено зборуваше за своите борби со зависноста, откривајќи во интервју од 2014 година дека почнал да користи дроги на 11 годишна возраст. Во тоа интервју тој рече дека имал неколку искуства близу до смртта поради предозирање. Имаше моменти кога навистина бев на работ на смртта. Секогаш се обидував да бидам што е можно повнимателен, но тоа едноставно не е можно. Поранешната српска тенисерка Ана Ивановиќ се соочи со наводната нова девојка на нејзиниот сопруг Бастијан Швајштангер Силва пред училиштето на нивните деца. Според германски Билд, Ана и Силва се појавија пред престижното меѓународно училиште на Мајорка, кое го посетуваат деца од бројни познати семејства за да ги земат своите деца. Како што покажуваат ексклузивните фотографии објавени на порталот Билд, и двете се криеа зад темни очила, но нивните облеки беа сосема спротивни. Додека Ана остана верна на себе во спортска облека, Силва се појави во тесен краток фустан, припиен до телото кој ги стекнуваше нејзините облини. Ана и Бастијан важеа за еден од најхармоничните спортски парови, се додека веста за нивниот развод не ја шокираше јавноста. Неодамна Швајштангер беше фотографиран на Мајорка во друштво на жена за која се вели дека е негова нова партнерка. Силва е бугарка, мајка на 2 деца и поранешна инфлуенсерка, позната по промовирање на фитнес програми за жени кои што толку се породиле. Бастијан го поминува секој момент со неа, се запознале на Мајорка. Нејзините деца одат во истото училиште како и децата на Бастијан и Ана Ивановиќ. Таму поранешниот фудбалер ја запознал Силва. Во еден момент се зближиле, а неколку месеци подоцна Бастијан и Ана раскинале, рекол близок извор во интервју за Билд. Заврши 59-тото издание на Војдан Чернодрински со доделувањето на наградите изведбата на представата Вистината на театар комедија Скопје. Во Марко Цепенков се спушти театарската завеса и заврши годинашното 59-то издание на фестивалот Војдан Чернодрински, кое донесе нови и смели решенија под мотото "Смеј се и осмели се". Прилепската публика изгледа 9 представи во официјална конкуренција и 5 од независната продукција се одржаа детската зона, програмата драмолетање и промоции на книги. Представите секоја на свој начин и со особен сензибилитет го предизвика интересот кај прилепчани кои секоја вечер ја полнеа салата. Доволен доказ е дека наградата од публиката ја доби представата Слепци од Турскиот театар со просечна оценка 5. Сепак представата 12 на МНТ беше добитник на наградата за уметничко остварување на представа во целина. Ова одлука со мнозинство гласови ја донесе жирито во состав Лилија Абаџиева, председателка, и членовите Иван Меденица и Нила Оташевиќ. Наедно на асамблот на истата представа му беше доделена специјалната награда за колективна актерска игра, и тоа едногласно. Според председателката на жирито Лилија Абаџиева, представата имала внатрешна вистина на преживување, психолошка праведност и одлична актерска игра. Македонскиот народен театар од Скопје и градското позориште од Подгорица потпишаа меморандум за соработка за продлабочување на културната и уметничката размена меѓу Македонија и Црна Гора. Представувани од директорите Никола Кимовски и Сандра Вујовиќ, двете институции изразија својата подготвеност за заедничка работа во областа на театарот, културата и уметноста.
Меморандумот предвидува размена на театарски представи, реализирање заеднички копродукции, спроведување едукативни програми, како и соработка во областа на техничката и логистичката поддршка, маркетингот и промоцијата на заеднички проекти. Целта е воспоставување долгорочна и одржлива соработка со редовна комуникација и координација при реализацијата на предвидените активности. Овој документ представува значаен чекор кон унапредување на регионалната културна поврзаност и зацврстување на меѓународната соработка во уметничката сфера. Македонскиот народен театар и натаму продолжува да создава во духот на мојата визија и стратегија создавање театар отворен за сите, современ театар кој со постојано вмрежување остварува институционални и меѓународни соработки со цел развој на современиот театар во Македонија и регионот, изјави директорот Никола Кимовски. Првата меѓународна соработка започнува со реализацијата на представата Лов на дива свиња, чиј автор е црногорската современа писателка Марија Сарап, а режијата е на македонската режисерка Наташа Поплавска.